Опозицијата влегува во новата година со агенда за одржување на предвремени парламентарни избори и повторуваат дека и пратеници од владеачкото мнозинство ќе застанат зад идејата. Власта возвраќа дека граѓаните ќе добијат повисоки плати и пензии, а не избори, и дека за нова влада ќе се гласа во редовниот термин во 2024 година. Гаврил Сирачевски. Со барање за предвремени парламентарни избори во мај, опозицијската ВМРО ДПМН влегува во 2023-та. Владеачката СДСМ пак ги најавува за следната година најверојатно со претседателските, а евидентно зголемените активности на терен тврдат не биле најава за предвремени избори, туку за подобра и поуспешна 2023 на економски план. 2023 година ќе биде година на економски пресврт, во која платите и пензиите ќе продолжат да растат. Веќе во март месец следува покачување на пензиите помеѓу 6 и 7% за сите 330.000 пензионери. Создадени се услови за ново зголемување на минималната плата за 10%, со што таа ќе изнесува безмалку 20.000 денари. И додека од Бихачка најавуваат зголемување на платите и пензиите, од ВМРО ДПМН тврдат дека политичката ситуација во земјата станува неподнослива, но и велат истото мислење го делат и останатите опозицијски партии од албанскиот блок, па дури и поединци пратеници од парламентарното мнозинство за кој ВМРО ДПМН тврди дека доколку нема притисок, се спремни да кренат рака за распуштање на собранието. Во денешната реакција наведуваат: се добива впечаток дека СДС уште ги држи прославата од Нова година. Стандардот на граѓаните поради лошите политики на СДС е паднат на најниско ниво. Платите и пензиите ја изгубија трката со цените. Поради неуспешните економски политики, огромен број од младите сакаат да ја напуштат Македонија. Ете, тоа е резултатот на власта на СДС и ДУИ. Тоа мора да престане. Власта мора да се промени. Мислењата поделени кај партиите од албанскиот блок, ДУИ речиси на иста линија со коалицијскиот партнер во власта СДСМ дека предвремените избори не се потребни. Алијанса за албанците, но и БЕСА велат спремни се за избори кога и да се одржат, наспроти шпекулациите кои се појавија за евентуална широка коалиција меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН без ДУИ. Мицковски пак негираше дека воопшто се дискутирало за таква опција, иако како што рече, место за ДУИ СДСМ нема да има во новиот владин состав. Останете со Дневникот. Еве што друго ќе гледате. Туристичките работници задоволни. Стартот на годината од туристички аспект е одличен. На почетокот на македонското претседателство со ОПСЕ, земјава веднаш се најде среде политичката борба во самата организација. Во ОПСЕ состојбата веќе врие, бидејќи двете најголеми членки, Соединетите Американски држави и Русија, се со нарушени односи поради војната во Украина. А шефот на украинската дипломатија Дмитрий Кулеба веќе го покани министерот за надворешни работи Бујар Османи да ја посети Украина. Лепа Джундева. Македонија го презема претседавањето со ОПСЕ во време на војна во Украина и кога врие во организацијата. Повиците од Западот, Киев, но и Москва до македонската дипломатија се јасни. По поставувањето на знамињата на ОПСЕ на македонското МНР и представувањето на приоритетите, уште на стартот на македонското претседавање со ОПСЕ, шефот на украинската дипломатија Дмитро Кулеба го покани министерот Османи да ја посети Украина. Ви честитам за преземањето на претседавањето со ОПСЕ во 2023 година. Со нетрпение очекувам да ви посакам добре дојде во Украина во вашиот нов капацитет, како и да работиме заедно за заекнување на одговорот на ОПСЕ на руската агресија и спроведување на формулата за мир. Но Москва испрати порака уште пред крајот на полското претседавање со ОПСЕ. Директорот на директоратот на МНР на Руската Федерација Јуриј Пилипсон во интервју го повика Скопје од 1 јануари да ја организира својата работа во строга согласност со одлуките на Министерскиот совет во Порто во 2002-та. Доколку земјите учеснички имаат интерес да ја зачуваат организацијата, тогаш мора да се води сметка за одржливоста на сегашното претседавање како еден од нејзините главни елементи. Во спротивно, институцијата ќе биде целосно дискредитирана и нема да има потреба од тоа.
Шефот на дипломатијата Османи, кој всушност ќе председава цела 2023 година со ОПСЕ, веќе се изјасни дека патот и целите на Македонија се недвосмислени. Порача дека нема компромис за нарушување на основните слободи и права. Кажа дека неодговорната и неиспровоцираната руска воена агресија против Украина ја подкопала европската безбедносна архитектура и се заканува на мирот и стабилноста на континентот и пошироко. А експертите пак советуваат дека ќе биде тешко поради тоа што ОПСЕ е тип на организација во која сите одлуки се носат со консензус. Според нив, јасно е дека во ОПСЕ состојбата врие бидејќи двете најголеми членки САД и Русија се со нарушени односи, а функционирањето се очекува и понатаму да биде исклучително тешко. И додека новите предизвици се пред вратата, во Македонија веќе се честита. И ДУИ и СДСМ во кратки соопштенија до јавноста денеска кажаа дека председавањето со ОПСЕ е еден од најголемите успеси на македонската дипломатија. Шефицата на антикорупцијската комисија не е задоволна со соработката со обвинителствата, вели Билјана Ивановска за телевизија 24. Антикорупционерите бараат и поврзување со податоците на останатите институции за да можат поефикасно да делуваат. Вања Стевковска. Задоволни сме од сработеното со оглед на нашиот превентивен карактер, вели председателката на антикорупцијската комисија Билјана Ивановска. Но не достигаат повеќе работи, меѓу кои софтверско решение кое ќе ги поврзе антикорупцијската комисија со конкретни институции и човечки ресурси, односно вработување на повеќе луѓе во комисијата. Тоа што недостасува се ресурсите, човечките ресурси. Факт е дека ние го дуплиравме бројот на ресурси за изминативе 4 години, од 22 се имаме 48 вработени, меѓутоа тоа не е доволно за да се извршат сите надлежности кои што се предвидени во законот. Обвинителството назначило лице за контакт, но Ивановска не е задоволна од соработката со обвинителствата. Факт е дека можеше многу повеќе, да, не можам да бидам задоволна кога бројни предмети, особено мене ме боли за оние кои што се однесуваат на јавниот интерес. Пак ќе го спомнам предметот Holiday Inn. Тој предмет еве го 2 години ќе направи во обвинителството, беше комплетно завршен и предаден таму. Значи можеше многу повеќе да се заврши и да се делува пред да се случат поголеми катастрофи, како што гледате и сами Скопје се гуши и во магла и во смок и во се, кое што е резултат меѓу другото и на урбаната мафија. Докаде е предметот со сопругата на премиерот, која стана собственик на компанија за фотоволтаици? Работиме на тој предмет, собираме документи и штом ќе биде завршена анализата, ќе излеземе во јавност. Вака е неблагодарно да коментирам било што, без да ја имаме во предвид целосната ситуација и анализа. Значи, ги собираме, сме во фаза на прибирање на податоци, информации и околу тој случај и околу фирмата Pixel што имаше добиено државни средства. Значи, комплетно се работат предметите. Ивановска очекува повеќе резултати со формирање на тренинг центарот во кој ќе се обучуваат идните кадри за борба против корупцијата. Драги Рашковски, Мухамед Зекири и Сашо Мјалков се меѓу најзвучните имиња околу кои гравитираа правосудните приказни во изминатата година. Судството не донесе ниту епилог за страшни трагедии како што беше несреќата на Бесатранс, а довербата на граѓаните во судиите и нивната работа достигна историско дно. Михајло Донев за правосудниот систем лани. На 2022 година се гледаше со оптимизам. Се очекуваше разрешување на застарени предмети, но наместо тоа, иако во јануари 2022 година продолжија најпрво судењето за случајот ТНТ за уривањето на комплексот Космос, сепак страшната сообраќајна несреќа кај Сити Мол на 20 јануари, во која загина 24-годишната Викторија Николова од Радовиш, го сврте вниманието на јавноста кон нови трагичен настан и се очекуваше судска пресуда. По неколку рочишта, на 11 април, обвинетиот Јордан Ѓоргиев доби 3 години затвор. Семејството организираше и протест пред кривичниот суд во Скопје, незадоволни од оваа одлука. Не можеше од притисок да прочита нивната пресуда, громорозно. Значи, тотално гласови трепереше, најверојатно е под голем притисок. 3 месеци по трагедијата се случи убиство во Скопје. Убиен беше 27-годишниот хрватски ракометар Денис Тот, а сторителите кои до смрт го претепаа, пред судот се изјаснија за невини. Пресудата сепак беше висока, вкупно 52 години затвор. Казната е во рамки на законски предвидената казна, така да, значи тоа е одлука на судот. Годинава се очекуваше и судска развршница за повеќе трагедии.
Трагедијата со автобусот на Беса Транс во која загинаа 45 лица во Бугарија, а кој возел без лиценца, разврска за трагедијата кај Ласкарци и утврдување на одговорност за пожарот во модуларната болница во Тетово каде починаа 14 лица. Сепак, за евентуална пресуда по некој од овие случаи ќе мора да се чека најмалку до новата 2023 година. Случајот со Беса Транс конечно започна на 15 ноември, но истиот ќе продолжи на 3 февруари, одложен поради болест на собственикот на Беса Транс. Супервештачењата за трагедијата кај Ласкарци по година и 3 месеци пристигнаа пред кривичен, но судењето продолжува на 24 јануари. По 4 неуспешни обиди, конечно започна судењето за пожарот во модуларната болница во Тетово. Тетовци велат грешката за пожарот е техничка и побараа да се ослободи од обвинение докторот на смена Бобан Вучевски. Вината е не докторска, него техничка. Од поранешни политичари пак, кои сега се на обвинителна клупа или во притвор, во текот на целата година траеше судската сага околу случајот Софтвери, каде првообвинет е поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски. Низ годината се сослушуваа сведоци, се изведуваа докази. Рашковски ангажираше и цел правен тим за да ја докаже невиноста. Мислам дека е крајно коректно да, ако некој застанал позади некој обвинителен акт и тврди дека е така, да се соочи во најмала рака со главниот обвинет во случајов јас и да ги скрстиме аргументите. И наследникот на Рашковски, Мухамед Зекири, поранешниот генерален секретар на владата, исто така се најде на обвинителната клупа. Тој се товари дека е злоупотребил службената должност и ја оштетил државата за 1,5 милиони евра преку 2 договори. Судењата против него почнаа на 15 декември, а Зекири пред судот рече и не е виновен. Откако 14 месеци ја чуваше пресудата во Фиока, апелациониот суд кон почетокот на декември ја укина 12 годишната затворска казна против екс-шефот на УБК Сашо Мијалков за случајот со масовното нелегално пристушкување. По оваа одлука на апелација, случајот Титаник 2, каде повторно обвинете Сашо Мијалков, е на само 4 месеци до застарување. По сето ова, прашање е дали 2022 година е година во која се расветлија голем број на случаи или пак се отвори повеќе работа и повеќе предмети за новата 2023 година. Пронајдено е телото на бугарскиот турист Пламен Христов, кој ичезна пред една недела. Телото е пронајдено под врвот Вихрен на планината Пирин во Бугарија. А до него е пронајдено уште едно тело на маж кое не е идентификувано, но се претпоставува дека е македонски државјанин, бидејќи кај него се пронајдени македонски денари. Телата ги пронашле планинарски спасувачи од Банско, Разлог и Сандански. 20 спасувачи ќе реализираат акција за излекување на телата, за што ќе бидат потребни најмалку 15 часа. МНР за сега нема информација за починат македонски државјанин во Бугарија. Во вооружен напад на затвор во Мексико, најмалку 14 мртви и десетици избегаа. Пациентите со цистична фиброза имаат само една желба за следната година и таа е скромна и едноставна. Сакаат само да имаат терапија за својата болест од државата. Прво не фаќа паника. Само како ќе ни кажат, овој месец нема грабе. Нема не фаќа паника. Што малку подолго кога нема да примаме, одмах отежнато дишење, стома лакса, не можеш едноставно да функционираш како што треба. Тоа јас, еве, со помала некоја, имам многу пациенти што се во полоша клиничка слика, така да се изразам. Во полоша состојба. Што стварно не можат воопшто да функционираат, никако не можат. Што треба да стедат, само и ништо не можат да прават. И се борат едноставно за воздух. Целото интервју со Александар Мишковски гледајте го на крајот на Дневникот. А тироидните заболувања бележат пораст, посебно кај помладата популација после ковид пандемијата. Тироидната жлезда е една од најважните ендокрини жлезди во човековиот организам, а незината улога е во регулирање на метаболизмот. Но симптомите кои укажуваат на проблем со штитната жлезда се нејасни, па затоа лекарите предупредуваат барем еднаш годишно да се прават детални анализи. Александра Митрева работеше на оваа тема. Речиси 3 години од почетокот на пандемијата, COVID-19 и понатаму обстојува, но за среќа во помали размери.
Откако стивна пандемијата започнаа да излегуваат на виделина последиците од овој вирус. Имено забележан е пораст на тироидните заболувања кои тешко се самодиагностицираат, бидејќи може да се помешаат со други здравствени проблеми. Па ја и не знаев што се случува. Прво почна со некоја тивка температура и некој оток тука на врато. Бев кај матичниот и дадеа ми упут за тука, за кај доктор Валентина, и од тука почна се. Најновите истражувања покажуваат дека се очекува секоја петта жена во текот на животот да најде на нарушување на тироидната жлезда, а се зголемува и бројот на заболени мажи. Меѓутоа, помладата популација е најпогодена. Македонија е земја која што нема море, хипотиреозата е една болест која што хара по народот, значи многу поизразена е кај женската популација, но има и кај машкото население. Потребно е брзо да се иде до ехо на таа жлезда да се види. Дека има пораст на ова заболување покажува и фактот што во Штипската клиничка болница единствениот еднокринолог кој им е достапен на пациентите од Источна Македонија секојдневно прегледува над 20 пациенти. За жал, не постои можност во смисла на превенција од тироидните заболувања, но сепак одредени возрастни групи треба да бидат подвргнати под скрининг, тестирања и точно се дефинирани кои се тие возрастни групи за тестирање на тироидната функција, како би се детектирале и овие со клинички форми. Најраните симптоми кои укажуваат на нарушување на хормоните на тироидната се замор, ненадејно губење или зголемување на телесната тежина, бавен или брз пулс, чувствителност на топлина или студ, анксиозност и депресија, како и губење на косата. Болестите на тироидната жлезда се во пораст и се поголем број граѓани страдаат токму од овие болести. Затоа лекарите препорачуваат барем еднаш годишно да се прават детални анализи. Во гостоваритетове е надминат прагот на алармирање и во сила стапуваат препораките и мерките за заштита на воздух. Министерството за животна средина апелира дека е надминат прагот на суспендирани честички со големина до 10 микрометри. Од Министерството вела дека тие само даваат препораки и им помагаат на општините во нивната борба со загадениот воздух. Новите авиолинии се очекува од пролет да го зголемат бројот на туристи во земјава, а особено во Охрид. Истите се очекува да ја зајакнат и економската соработка меѓу земјите од регионот. Стартот на годината од туристички аспект е одличен, велат од секторот. Адријана Митевска со деталите. Добра година за туризмот и целосно опоравување од кризата се прогнозите за 2023 година. Линијата Охрид-Белград се очекува да го удвои бројот на српските туристи од месец јуни, кои сега предничат пред сите други од регионот, а нивните посети се зголемија за 40% минатата година. Фокусот повторно ќе бидат примарните пазари, кои што требаме да ги стабилизираме. Очекуваме помеѓу 10 и 15%. Дополнително, секундарните пазари помеѓу 30 и 40% раст. Односно 2023 година, заеднички, со засукани ракави, се верувам дека ќе успееме да надминеме бројката од 3,2 милиони ноќувања и сериозно да се приближиме до пола милиарда трговски, да кажеме, или туристички импакт во македонската економија од туристичкиот сектор, за да кажеме дека можеме. Јаневски најавува гости од Европа, Азија, па дури и од уште поегзотични дестинации за идното лето. Очекуваме 2023 година и од поразлични дестинации да имаме поголем број на групи од екзотични дестинации за нив, а нив всушност е Балканот екзотична дестинација, како и оваа година што можевме да препознаеме португалски, шпански, мексикански, бразилски и тоа токму во Охрид. Групи кои што ќе бидат на 1 до 2 дена и се надеваме се повеќе и повеќе кружни патувања од дестинации кои што досега не посетував. Стартот на годината е туристички одличен барем за Охрид. Градот е полн со гости, а се очекува задоволителна исполнетост и за Божик и Водици. Термоелектраната Осломеј од превентивни причини е исклучена од работен режим по забележана појава на вибрации во системот во делот на вентилација, кој минатата недела беше зафатен со пожар при самозапалување на јаглен и кој дел подлежеше на санирање. Се вршат повторни проверки од страна на надворешната овластена фирма и се очекува набрзо пречката да биде отстранета и термоцентралата да биде вратена на мрежа.
Нема да има недостиг на електрична енергија во производството на АДСМ, бидејќи капацитетите да работат и според планот се компензира секој отстапување на одреден капацитет, велат од компанијата. Од 20 часот на 1 јануари до 9 часот наутро денеска на 2 јануари 2023 година 9 лета беа откажани, а 4 беа пренасочени поради намалена видливост како резултат на густата магла во Скопската котлина, вели операторот на Скопскиот аеродром ТАФ Македонија. Согласно правилата на авиопревозниците за вакви ситуации, тие и организираат превоз и хотелско сместување на патниците од овие летови. За сите натамошни информации во врска со откажаните летови, ги упатуваме патниците да се обратат кај својата авиокомпанија, велат ТАФ. Градежништвото според бизнес заедницата остава за себе година со малку градежни активности, мал број нови и голем број поништени тендери, пораст на цените на енергенсите и на сите компоненти на градба. Во делот на работничките права, пак според оценките на гранскиот синдикат, им била потребна и е дадена правна помош на над 1000 работници, а регистрирани се повреди на работно место, при што 20 случаи се со фатални последици. За поместување на состојбите, бизнисот бара правна сигурност, непречено работење на реалниот сектор и реализација на инвестицијските проекти, како и нов закон за градење, а синдикатот најавува борба за грански колективен договор. И натаму хроничен проблем со одливот на кадри, како резултат на ниските примања. Според пресметките на синдикатот за градежништво, просечната плата на општ градежен работник изнесува 24.000 денари. Министерот за надворешни работи Бојар Османи официјално ја представи можноста носителите на М-карта да може да користат фест трек на аеродромите во Скопје и Охрид при влегување во државата, соопшти МНР. Проектот М-карта представува мрежа на наши квалитетни поединци во диаспората, кои со својата стручност и нагласен ангажман се истакнуваат во новата средина во која живеат, што ги чини вистински амбасадори кои на најдобар можен начин ја представуваат Македонија, вели Османи. Третина од глобалната економија оваа 2023 година ќе биде во рецесија, предупредува шефицата на Меѓународниот монетарен фонд Кристалина Георгиева. Таа вели дека оваа ќе биде потешка од претходната 2022 година, бидејќи најмокните економии, како Соединетите Американски држави, Европската унија и Кина, ќе имаат забавување на економските активности. Новата година ќе биде потешка од годината што ја оставивме зад нас. Очекуваме дека 1/3 од светската економија ќе биде во рецесија. Дури во земјите кои не се во рецесија, стотици милиони луѓе ќе се чувствуваат како да се во рецесија. Трите најголеми економии, САД, Европската унија и Кина, забавуваат истовремено. Економијата на САД е најотпорна, тие можат да избегнат рецесија. Гледаме дека пазарот на труд останува силен. ФЕД можеби ќе треба да води остра монетарна политика подолго за да ја намали инфлацијата. Европската унија е силно погодена од војната во Украина. Половина од Европската унија ќе биде во рецесија годинава. Економијата на Кина дополнително ќе забави. 2023 ќе биде тешка за Кина. Илјадници луѓе денеска се собраа на плоштадот Свети Петар во Ватикан, неколку часа пред зори, за да му одадат почит на почесниот папа Бенедикт XVI, кој почина во саботата. Најмалку 25.000 луѓе се очекува да му одадат почит на поранешниот папа, чие тело е изложено во отворен ковчег во базиликата Свети Петар во следните 3 дена, почнувајќи од денеска. Кристина Николова, Кузмановски. Илјадници луѓе се собраа на плоштадот Свети Петар во Ватикан неколку часа пред зори за да го видат телото на поранешниот папа Бенедикт XVI и да му оддадат почит. Се очекуваат околу 25.000 ожалостени на првиот од 3 дена во текот на кој телото ќе биде изложено во Ватикан. Тој никогаш не се плашаше да се соочи со денешните предизвици. Секогаш беше отворен за да се справи со се. Тој секогаш ни го покажуваше патот кон вербата, борбата и желбата за подобар живот. Папата беше една голема, но едноставна личност. Секој можеше да го разбере. Поранешниот папа Бенедикт XVI почина новогодишната ноќ на 95 годишна возраст, скоро 1 деценија откако поднесе оставка поради нарушено здравје.
Според најавите, на 5 јануари папата Франциск ќе преседава на мисата, со што прв патеден папа ќе биде погребан од неговиот наследник. Ватикан официјално соопшти дека погребот ќе биде скромен, но свечен. Погребот ќе се изврши на плоштадот Свети Петар. На церемонијата се очекуваат околу 60.000 луѓе. По погребот телото на почесниот папа ќе биде положено во гробницата под базиликата. Но воздушен напад врз Киев беше извршен утрово со десетина руски напади во кои загинаа 4 луѓе во главниот град и на други места во земјава. Шефот на воената управа на Киев ги предупреди граѓаните да останат во засолништата, додека воената администрација соопшти дека над главниот град биле соборени 12 воздушни цели. Во ракетни напади врз Киев и други области во пресред на новата 2023 година веќе загинаа најмалку 4 луѓе, а раните се 50 според украинските власти. Се судрија 2 хеликоптери кај Златниот брег во Австралија, при што загинаа 4 луѓе, а 9 се повредени. Според неофицијални информации, до сударот дошло кога еден од хеликоптерите полетувал, а другиот слетувал. Од полицијата им се заблагодарија на случајните минувачи кои по сударот дошле на самото место да помогнат. Најмалку 14 луѓе загинаа во вооружен напад на затворот во градот Сиудат Хуарес во Северно Мексико. Државниот обвинител објави дека меѓу загинатите во затворот има 10 чувари и 4 затвореници, додека 13 затвореници се повредени, а најмалку 24 избегале. За сега не се знае кој го извршил нападот, а се наведува дека постои сомневање дека напаѓачите припаѓаат на еден од наркокартелите во Сиудат Хуарес. Ривалските наркокартели се судираат со години во кои илјадници луѓе загинаа во последната деценија. Продолжуваме со спортот, подготвен од Зоран Димески. Машката ракометна репрезентација на Македонија синоќа ги продолжи подготовките за настап на престојното светско првенство, кое ќе се одржи од 11 до 29 јануари во Полска и во Шведска. Селекторот Кире Лазаров ги има на располагање сите 23 повикани ракометари. Актуелниот состав на Македонија утре вечер од 19 часот во салата Борис Трајковски ќе одигра ревијален надпревар против ракометните ветерани. Среда, нашите репрезентативци заминуваат за Пореч, каде на 6 и на 7 јануари ќе одмерат со Хрватска и со Израел во рамки на турнирот Кроација Куп. Завршната глазура ќе се одбива во Скопје пред заминувањето за Краков на 11 јануари. Нашите најдобри ракометари настапот на Мундијалот ќе го почнат на 13 јануари со дуелот против Норвешка. 2 дена подоцна ќе одмериме со Холандија, а во последното трето коло од групната фаза на 17 јануари противник ни е Аргентина. Копчегот со посмртните останки на легендарниот бразилски фудбалер Пеле е пренесен на стадионот на неговиот матичен клуб Сантос во Сао Пауло. Во наредните 24 часа тој ќе биде поставен на центарот на теренот, каде неговите навивачи и почитувачи ќе му оддадат последна почит. Пеле, кој почина пред 5 дена во 83-та година од животот, ќе биде погребан утре на приватна церемонија во присуство на неговото семејство и најблиските. Никола Јокич го впиша 9-тиот троен двоцифрен ефект сезонава и го предводеше Денвер до домашен триумф над Бостон од 123-111 во дуелот на водечките екипи во западната и во источната конференција од НБА лигата. Јокич забележа 30 поена и по 12 скока и асистенции. Во редовите на Бостон, Джейлен Браун упрли 30, Джейсон Тейтум 25 коша. Во другите две ноќешни средби, Мемфис на својот паркет го победи Сакраменто со 118-108, додека Вашингтон ја извојува петтата победа во низа, совладувајќи го како гостин Милвоки со убедливи 118-95. Еве го целото интервју на Сунај Сабриевски со Александар Мишковски, кој зборува за маките на пациентите со цистична фиброза. Од мене пријатно, вас ве оставам со интервјуто.
Пациентите со цистична фиброза видовме претходната година организираа мирен протест пред Министерство за здравство. Токму пред таа институција се слеа и солзи од пациентите со цистична фиброза. Видовме најразлични пораки кои што очигледно не допираат до креаторите на политиките здравствените. Меѓутоа допреа многу до обичниот граѓанин. Меѓутоа тоа на вас не ви помогнува. На вас ви треба онаа терапија за која молите и едноставно не барате од она што видовме нешто што не е невозможно, туку нешто што би можело да ви го продолжи животот, да ви даде некаква светлост во оној тунел во кој што сте заглавени. Колку е тешко да се живее во една држава каде што треба да се моли за продолжување на животот. Секако е тешко. И секако дека ни е неопходна таа терапија и многу други терапии што не следуваат нас. Ние бараме, како што кажавте, најосновното нешто, а тоа е терапија. Не бараме ни луксузен живот, ни ништо. Едноставно терапија за да може подобро да живееме и да се соочуваме со нашата дијагноза. Тоа е стварно комплексна, захтевна и многу е тешко да се живее со самата дијагноза. Влеговме во новата година со дополнителни прашања кога се во прашања пациентите за цистична фиброза. Меѓутоа кога ќе слушнете или прочитате дека државата троши милионски суми на непотребни работи, колку тоа за вас навистина е тешко, бидејќи сепак барате нешто што би можело да ви го олесни животот, а веќе влегуваме во период на празници, претпоставувам дека пациентите со цистична фиброза се соочуваат со големи проблеми. Стварно е тешко да се гледаат некои работи што се случуваат во државата. Баш се употребуваат многу средства и за непотребни работи, баш за луксус едноставно. А за болест не знам што да кажам, тоа е стварно треба да се овозможи. И на нас и на сите како нас што се со ретки болести што треба да ни следува, едноставно тоа не следува. Не е тоа само кај нас, тоа се целиот свет и во блиските држави околу нас, тоа е више го има и добро функционира. Ја мислам дека треба да се превземе нешто. Тоа е најреално, не е нешто невозможно. Може да се скрати од нешто, од тоа што може да се скрати, од тие луксузни играња и други работи, да се помогне на ваквите како нас. Тоа е најреално. Како се спремувате? Стварно ни е потребно, да не е потребно, ајде, ама ова е стварно потребно. Тоа е работи едноставно за живот. Има некои подобри пациенти, некои полоши, стварно секој ден им значи живот едноставно. Како се справувате кога немате таа терапија? Како понатаму? Па тешко е, се влошуваме, има некои повише, некои едноставно не може да се диши, некои пациенти не можат ни да дишат, да се борат за воздух. Сепак се работи за плуќа, за здравје. Тоа е тоа. Се за оние кои што не се запознати за што всушност станува збор цистична фиброза. Тоа е на некој начин како да се борите со COVID-19, претпоставувам. Па така е. ЦФ е мултикомплексна болест. Тоа е едно од нештата што е на плуќата, што кажуваме, што се бориме за воздух. Има многу проблеми што се случуваме со самата. Како што кажав, таа е мултикомплексна болест. Поврзана е со сите органи може да биде проблем. Почнувајќи од плуќата. Така да многу е сложено. И стварно е таква болест што треба да се посветиш и сами од себе, ама треба да се посвети и државата за да се набави лек. Малце ќе бидам малце подиректен и можеби ќе прашам некои прашања кои што би било на некој начин по-персонално, по-лично. Меѓутоа, што ти се случува на тебе како пациент со цистична фиброза кога немаш таа терапија? Која била најтешката ситуација за твоите дома, за тебе, за луѓето околу тебе? Прво не фаќа паника. Само како ќе ни кажат, овој месец нема терапија. Нема не фаќа паника. Што малце подолго кога нема да примаме, одмав отежното дишење, стома лакса, не можеш едноставно да функционираш како што треба. Тоа јас, еве, со помала некоја, имам многу пациенти што се во полоша клиничка слика, така да се изразам, во полоша состојба.
што стварно не можат воопшто да функционираат, не можат да функционираат, никако не можат. Што треба да седат, само и ништо не можат да прават. И се борат едноставно за воздух. Би рекол дека секоја секунда за вас е битна, особено ако ја немате таа терапија. Сега, што во ситуација, мислите ли дека државата ќе најде некој чаре за да ви помогне и да ви излезе во пресед? Има ли слух? Па ние се надеваме слух, како и секогаш има ветувања, префрлање на топката, ово е крив, тој е крив. Сепак надежда постоја, ама вака како што е ситуацијата, некако не ми е добро. Треба стварно да се освестат. Кој да е власт, треба да се освестати. Најпрвен треба за болните да се грижи владата. А после за другите работи, за луксузи, како што кажат, и други работи. Стварно не е коректно. Што би сте посетили во оваа нова година, еве како влеговме, како пациент со цистична фиброза? Па би посетил све да видат, сите пациенти да видат добри, да се држиме, да очекуваме терапија. Тоа е здравје, љубов, среќа, мир на сите и тоа е.